Ако сакаш да дишеш, ќе стоиш подалеку од мене. Нема да ја кажеш ниту збор во врска со мене, дали разбра? Ако не направиш тоа што ти велам, овој нож ќе ти биде во грло и никој нема да примети за тоа. Ти? Умитко Рогло. Господине Умит, вашите лекови. Отишол. Докторе! Што сакаш? Што сакаш? Кој си ти? Преварант ли си, некој измамник ли си? Што си ти, зборувај? Ке ме убиеш ли, а? И тоа во мојот дуќан? Како си ти толку избезумен? Зошто молчи, зборувај? Ајде, нема нож, зборувај сега. Зошто молчи, зборувај бе, човеку? Ќе престанеш да контактираш со таа жена. Не го пикај носот таму каде што не е твојата работа. Така? И ти комотно ќе ми измамиш, така ли? Тоа ли го сакаш? Што те засека тебе? Тебе ли ќе те објаснува? Сини ја раката, сини ја! Сушност ти нема да ми направиш ништо. Види ваму, во спротивно многу добро знам да те пикнам таму од каде што дојде. Отишол, без никому да каже, докторе. Состојбата му беше критична. Како можело таква состојба да оди? Не знам, мене ми каже дека сака да си оди. Не може да одиш без согласност од докторот, му реков, ама. Треба да им јавиме на блиските. Ти оди долу, прашај. Нека видат кој последен дошол на посета. Да ги известиме. Селиме Мироглу, тој дојде. Добро, веднаш вртемо се, бргу. Елиф! Нова епизода! Што мислиш ти, на кого му се закануваш? Кој си ти, човеку? Всушност ти кој си, а? Мислиш дека не знам за твоето криминално досие? Мислиш дека не знам дека префрлуваш пари на своја сметка, мамејќи ги луѓето дека многу пати си бил во затвор, а? Кого лажеш? А сега наречи семејството ми Рогло, нели? Зарем воопшто не се опамети до сега, а? Не се опамети. Ја стоиш подалеку од тоа семејство. Воспротивно многу добро знам да те испратам таму од каде што дојде. Немој да мислиш дека само онака ти се заканувам. Биди сигурен дека можам. Проклето нека е. Елиф! Нова епизода! Елиф! Трета сезона! Стекнав некои информации во врска со Умитко Рогло. Умитко Роглу? Од каде го знаете вие него? Што е битно сега тоа? Вие сослушајте ме што ќе ви кажа. Ајде, што е тоа што ќе ми кажете? Умитко Рогло е голем измамник. Измамник, рековте. Знаете дека порано лежал во затвор заради измама и прелување на пари на своја сметка? Во затвор? Да. Толку години бил во затвор. И знам дека сега е финансиски советник на вашето семејство. Господе, од каде знае толку работи? Како дозна? Што ако е во право за тоа што го кажува? Навистина Умот бил во затвор? Навистина ли е измамник? Господе, те молам, покажи ми го вистинскиот пат. Кој е во право, кој не е? Те молам. Дадо? Дадо? Зейнеп, Добра си? добра сум. Се занесов малку. Готово е кафето. Да нема проблем. Не душо? Јас си реков да видам да нема нешто за помагање тука. Не е душо, фала. Јас ќе го донесам кафето. Ти оди во дневна. Добро, Дадо.
Елиф! Нова епизода! Елиф! Трета сезона. Многу убаво мириса, рацете да ти се позлатат. На здравје, мама. Благодарам, дадо. На здравје. Нека е нарно, во ова време. Ало? Да, повелете, јас сум. Што? Како тоа го нема? Како мислите? Како тоа не е особа? Како тоа отишол? Со Господ напред нека е. Силим, што се случи? Добро, вие што правевте тоа време? Како е можно сега да приметите? Добро, јас веднаш доаѓам. Сине, каде? Силим, што се случи? Умит, не бил во болницата. Не приметиле дека отишол. Што? Ама како се случило тоа? И јас не знам, сега ќе одам во болница и ќе дознам. Чекај, ние ќе дојдеме. Не, вие останете, јас ќе одам. Сине, биди внимателен. Боже Господе, ама како така заминал? Зошто се случи ова? Јас ништо не разбирам. Нели тој имаше собрекена несреќа? Како излегол од болница во таа состојба? Бога ми, мене не ми е јасно, мама. Вчера бев на посета кај него. Беше истоштен, исцрпен. Ех, Господе. Не беше во состојба да излезе од болница. Не изгледаше добро. Е, па тогаш како е излегол? Дај Боже да не се случило ништо лошо. Разбрали, сега ќе те убијам. Добро запамети го тоа. Жената ќе оставиш на мира и подалеку од нејзиното семејство. Инаку нема да бидам одговорен за тоа што ќе ти го направам. Сега да те нема одавде и нема уште еднаш када си ми дошол. Елиф! Трета сезона. Вечерва 20 часа. Чекај. Не си го заборави ножот. Елиф! Трета сезона. Вечерва 21:20. Вечерва во 20 часот. Канал 5 премиера. Умит овде ли дојде? По свој памет дошол да бара објаснување. Добар си, ти направи нешто. Ништо не ми е. Ах бе, Јусуф, ти реков дека човекот не е сигурен. Си направи проблем. Сушност тој си направи проблем, разбрали, тој си направи. Ако има храброст, нека се врат. Камо ли да имавме временска машина, тогаш ќе го врате времето назад. Проклето нека е. Вие сакавте вака да биде. Ајде, појден, сите ќе ве уништам, сите дојден. Сите ќе ве уништам. Ајде, Умит. Ајде, јави се веќе, ајде. Мине утрово неколку пати ми кажа дека сака да си оди, ама јас му реков дека тоа не е можно затоа што ситуацијата му е критична. Потоа вечер што да видам, нема никој. Избегал, отишол без да каже никому. Каква е оваа болница? Сите ли слободно може да си одат одовде? Немате ли обезбедување? Верувајте, и за нас ова е невообичаено и ние сме збунети исто како вас. А проверивте ли секаде? Да не паднал, да не се онесвестил во тоалет? Не, проверивме секаде. Човекот сигурно не испарил. Каде е? Како не сте го виделе? Господин Селим, многу добро ја сваќам вашата паника. Но не можеме сите пациенти да ги заврземе за креветите и да ги спречиме да не си одат. За жал. Не ви велам да ги заврзете за креветите. Ме интересира зашто ви е обезбедувањето пред врата. Поправо сте,
Во врска со тоа, ние ќе ги предупредиме. Воопшто не се сомневате во тоа. Пред да се случи ова, требаше да ги предупредите. Видите, и јас сум загрижен за здравјето на пациентите, исто како и вие. Еви! Се надевам дека Нова ако епизода! се случи нешто лошо, ќе го најдат. Добро. Ако има нешто ново, обавезно јавете ми се. Секако, Каде си изгуби Мит? Не си дома, каде си?